Обезбедувачот на премиерот Христијан Мицкоски ја давал сопругата пред малолетната керка, па и го скршил телефонот. Пред некој ден премиерот рече дека ова било мал престап, повеќе во текстот на Мирослава Симоновска. Постои сомнеш дека трет британски државјанин е заразен со ханта вирусот. Епидемијата досега усмрти тројца, а Светската здравствена организација предупреди дека може да се појават и нови случаи. Ханта вирусот не е како COVID-19, велат од СЗО. Нема регистрирани случаи на ханта вирус во Македонија, информираат од Институтот за јавно здравје. Според добро упатени извори, градоначалникот на општина Карпош Сотир Лукровски сака да поднесе оставка, што за ВМРО ДПМН е неприфатливо. Лукровски вчера го назначил советникот Неделчо Крстевски од ВМРО ДПМН за заменик градоначалник. Во следните неколку минути настаните што ги одбележаа последните 24 часа. Премиерот ги искара младите што заменуваат во странство на гурбет, порачувајќи им дека сезонската работа не е доволна за да се изгради иднина. Зарем премиерот мисли дека некој од убавина тргнал да работи како келнер или собарка во хотел, или од убавина заминал да работи во Макдоналдс или во некоја фабрика на лента? Прашува колешката Ана Анастасовска во колумната "Што направивте вие Мицкоски за државата?" Прочитајте ја на нашиот и ваш портал. Да ги имитираме јапонците, прво да ги исчистиме дворовите, па да одиме на работа, порача председателката Гордана Сијановска-Давкова за време на Генералка Викенд, кој според неа треба да прерасне од символичка акција во секојдневна животна навика. Таа исто така рече дека очекува од градоначалникот Ѓорѓиевски да го следи примерот на градоначалничката на Париз, која некои париски улици ги трансформирала во зелени површини. Денеска уште нешто од председателката Давкова. Таа вели дека укинувањето на балансерот не било политичка желба, туку неопходен чекор поради коруптивните ризици што според неа ги создавала досегашната пракса. Битола, полициски службеници во цивилна облека ќе го следат одвивањето на наставата во основното училиште Стив Наумов, откако ученикот 7 оделение објави заканувачки пораки на социјалните мрежи насочени кон соученици и нивните родители. Родителот на ученикот бил повикан во полиција. Новиот закон за миленици е ригорозен и јасен, но заглави во бирократијата. Дознајте ги деталите од текстот на Филип Николов. Тешко на жртвите на семено и родово насилство во Македонија. Државата не ги есапи ниту своите законски обврски, ниту препораките на Советот на Европа. Така, иако од 2021 година на хартија во закон легнала обврската дека ќе има кризни центри за долготрена поддршка на жени што биле силувани, во пракса не постои ниеден од нив. Мирослава Симоновска открива повеќе за ова во својот текст. Како се снаоѓа нашата армија во трката во вооружување? Со пристигнувањето на првите американски оклопни возила Страйкер, македонската армија влегува во најсложената и најскапата етапа на трансформација во својата историја. Државата е притисната меѓу новите ригорозни барања на НАТО од самитот во Хаг. Колегата Хари Кацановиќ ја разработува детално темата. Скопје за неполни 2 години треба да добие еден од најголемите агроинфраструктурни проекти во поновата историја на државата. Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство официјално го отвори меѓународниот тендер за изградба на новата агрофуд платформа, лоцирана во Газибала, а ќе чини инвестиција вредна над 50 милиони американски долари, финансирана со поддршка од Светска банка. Легендарниот британски природнонаучник, автор и телевизиски водител Дейвид Атенборо денеска го слави својот 100-ти роден ден. Од прашумите на Борнео до длабочините на океаните, од џунглите на Мадагаскар до ледените пространства на Антарктикот, сер Дейвид Атенборо не водеше преку планетата речиси 7 децении. Среќен 100-ти роден ден, сер Дейвид. Планетата ти должи многу. Румен Радев од денеска е премиер на Бугарија. Серија украински напади на Москва, Јарослав и Ростов. Погодена е голема рафинерија. Во меѓувреме стигнува закана од Русија. Рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров предупреди дека Москва остро ќе одговори на какво било попречување на прославата на Денот на победата. Грција ќе ги забрани електричните тротинети за помлади од 18 години. САД ќе им ги одземат пасошите на родителите со големи долгови за алиментација. Заложничка драма во банка во Германија. Киднаперите се затвориле во трезор. За крај, малку мотивација. Годините не им можат ништо на оваа баба која има 91 година, а крева тегови од 45 килограми и руши стереотипи. Незиното име е Чен Јуе Меј. Таа е од Тајван. Незината мотивација е и длабоко лична.
Дома се грижи за својот тешко болен сопруг и секојдневно му помага околу основните активности, што бара голем физички напор. За повеќе содржини, упатете се на slobodnpečat.mk. Се читаме.